Господин председателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред го имаме предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за управна инспекција, каде што мораме да се согласиме дека една од инспекцијските служби која што врши надзор над целокупното спроведување на процесниот закон за општа управна постапка, сега со овие измени покрај Законот за општа управна постапка и другите закони што содржат одредби од управната постапка ќе се постапува и по Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници, како и над извршување на прописите за канцелариското работење. Една сеопфатна тема во која што може управната инспекција да изврши влијание врз самите административни службеници, раководните лица во целата извршна власт. Односно, оваа служба е токму службата која што со вршење на надзор над постапките кои што се опфатени во сите аспекти на општественото живење, односно во сите барања и права и обврски кои што ги исполнуваат граѓаните согласно законот и уставот, истата оваа инспекција може да изврши надзор, а со самото тоа да доприносе до самите извршители на овие права, да ја запазат постапката која што им е пропишена согласно закон, да ја убрзат постапката, а секако доколку истите не постапат по овие насоки, истата да им предложи и прекршочна санкција, каде што со ова предлог законско решение се намалуваат глобите повеќекратно. Меѓутоа, сакав да го искажам моето мислење и ставот во однос на оваа инспекцијска служба која што секако задира во сите аспекти на работењето на сите државни службеници, административни службеници, сите вработени во јавниот сектор и сите органи на државната управа. Меѓутоа, ако сериозно се свати работата на оваа инспекција, мораме најпрво на истата, на увид, да и бидат доставени секогаш при сите надзори и една анализа за која што зборуваме повеќе време, а се уште во Република Македонија истата не се применува. Мораме да направиме функционална анализа за работењето на сите институции по однос на број на предмети, сложеност на предмети и самите предмети не можеме да ги таргетираме и да ги перцепираме секој подеднакво. Во секоја различна институција имаме различни предмети со различна тежина на обработка и донесување на конкретен управен акт, со што одреден граѓанин ќе го оствари или нема да го оствари одреденото право или ќе му се наметне некоја обврска. Ова го зборувам од аспект на вработените во самите институции. Зошто? Бидејќи во најразлични институции имаме различна распределба на самите предмети, несоодветно и неадекватно распределување на самите предмети и со тоа го повредуваме правото од работен однос на секој вработен со тоа што им се наметнуваат многу повеќе обврски на неколку вработени, додека за возврат на тоа други вработени се со помал број на предмети и истите не подлежат на било какви санкции или контроли. Затоа, при вршење на ваквите инспекции, покрај намалувањето на глобите кои што се предвидени овде и членовите кои што се изменуваат, мораме да воспоставиме една функционална анализа. Со самото тоа да се знае на кој вработен во која институција колку предмети може да решава, колку предмети може да обработува самиот вработен, а не да ги ставаме во иста група, односно во ист кош сите оние и работници и неработници. Со тоа ќе се подобри работата на администрацијата и рамноправно согласно своите права и обврски сите овие вработени ќе си ја извршуваат работата и задачата согласно систематизираното работно место на кое се распоредени. Ова е токму она народната кој што секогаш ја знаеме и ја спомнуваме дека оној што не работи не може ни да сгреши. Оној што работи секогаш ќе ги сноси и последиците од своето работење доколку ненамерно направи некоја грешка или од небрежност направи некоја грешка. Затоа ова измена на ова инспекција е исклучително важна, бидејќи
мораме да пристапиме кон соодветна распределба и соодветно вреднување на трудот и на самите предмети во однос на распределбата кај секој вработен. Ова функционална анализа треба да ги опфати сите и државни органи, сите органи кои што се занимаваат, односно кои што имаат надлежност да постапуваат во предметите и истите да ги остваруваат правата на граѓаните. Затоа што со секој еден ваков предмет и повреда на одредено право на самиот граѓанин провлекува низа на други постапки кои што ја обременуваат самата постапка, а со тоа го обременуваат и остварувањето на правото на граѓаните. Ова инспекција има исклучителна важност и исклучителна задача да ги анулира ваквите појави и со тоа да им наметнува на органите и на носителите на функциите кои што се именувани да раководат со овие институции, да ја убрзат постапката и да ја запазуваат постапката во процесниот закон кој што го работат, односно по кој што вршат контрола, а со оваа измена потенцирав дека се зголемува надлежноста и во однос на Законот за административни службеници и на Законот за вработените во јавниот сектор, како и извршување на прописите од канцелариското работење. Затоа апелирам да направиме односно да направите како извршна власт функционална анализа за секој посебен орган во државната управа во однос на сложеноста на предметите, бројот на предметите и комплексноста на предметите при прибавување на одредени докази во однос на решавање на сите овие права и проблеми кои што се појавуваат во тековното работење согласно пропишаните закони, а во конкретниот случај согласно законот, односно процесниот закон за општа управна постапка. Уште една измена која што ја имаме воспоставено, односно ја има и во самиот член 9 на Законот за инспекцијска служба, се работи за членот 9 во ставот 1, покрај другите надлежности има надлежност да наредат на второстепениот орган самиот да го реши предметот кога постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање и да определат рок не подолго од 30 дена. Ова е одредба која што второстепената комисија не ја почитува. Ова го тврдам најодговорно, бидејќи на самиото разгледување на извештајот на второстепените комисии не ја применуваат оваа одредба во насока да истите, кога одредена жалба по втор пат ќе се врати во второстепената комисија, која што е надлежна да решава по жалбите на правостепените органи, истите мораат задолжително, мериторно да ја одлучат, односно да ја решат работата, за да може граѓанинот да го оствари своето право. Благодарам. Второстепената комисија повеќекратно, можеби 5-6 пати ја враќа овие одредби ги враќа на правостепениот орган. Затоа ова инспекција ја има надлежноста и мораме да постапуваме соодветно и за истите да постапува соодветно и да изрекува соодветни санкции како што е пропишено согласно законот. Ви благодарам.